Може. Почитувани граѓани и представници на медиумите. Во изминативите 4 дена на виделина излезе неспособноста на локалните власти и одговорните лица во јавните предпријатија кога станува збор за решавање на реалните проблеми на граѓаните. Локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, се обиде да го манипулира соодветниот народ, тврдејќи дека ги презели сите неопходни мерки за расчистување на патиштата и тротоарите. Неваре, граѓаните не гледаат дека и по 10 дена од првиот стрек улиците се уште не се расчистени. Како ова да не беше доволно, па локалната власт и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев, реши да воведе рестрикција во водоснабдувањето на температури кои достигнаа и до минус 20 степени. 70% од населението во Штип веќе со денови е оставено без вода за пиење, што дополнително ги влошува и онека неподносливите услови во кои се наоѓаат. Вакиот чекот на ЈП ИСАР предизвика замрзување на водоводот и доводот до огромен број на домаќинства, поради што граѓаните сега се соочуваат со испукани цевки, поплавени домови, прегорени апарати за домаќинството, за чија поправка и санација ќе треба да изјават десетици илјади денари. Барањето на советичката група на СДСМ за пренамена на средства од буџетот на општината со цел да се обезбедат неопходните материјали за расчистување на патиштата во зимски услови, за кој беше свикана и итна ворена седница на Советот, без размислување беше одбиено од страна на советниците на ВМРО ДПМН. Вакиот несериозен пристап на локалните власти кон реалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните отвара сомнеш дека ова е нивниот начин да им се одмазат на Штипани, затоа што на предвремените парламентарни избори кои се случија на 11 декември, граѓаните недвосмислено кажаа дека бараат промени. Граѓаните избраа план за живот.